Здрава на сите, ова неделно попладне се наоѓаме во Музеот на современа уметност во Скопје. Моментално има две активни изложби кои што ви порачувам да ги погледнете. Заедно сме со Драган Кристевски Гаго, млад архитект кој што работи и живее во Лондон. Тој е познат во архитектурската јавност, со тоа што беше еден од главните иницијатори на првата архибригада во 2009, значи додека тој бил студент, и потоа многу брзо после тоа во 2012 година отиде во Англија, каде што првин работел како практикант, па потоа се вработил во Make Architects, па сега работи во AHMM Studio и работи на британскиот парламент. Здраво, Гаго, мило ми е што разговараме, да. Па би сакала прво прашање да те прашам, значи да ни објасниш таа транзиција и твоето искуство од студент по архитектура, активно вклучен во општествените случувања во тогашниот период, до одењето во странство и работење во така сериозни фирми и сериозни проекти кои што претпоставам се сон на секој студент по архитектура и млад архитект. Вака мислам, колку да звучи клише, мислам архитектот има општествена одговорност и со самото тоа што додека студираме ние, многу битен фактор во нашата студија е како тоа ќе го аплицираме надвор од факултетот. И затоа сите тие работилници и конференции, симпозиуми што ги организиравме ние тогаш со моите колеги, прва архибригада и други работилници со странски факултети со работка, многу влијаат на едукацијата на еден млад архитект, зашто таму гледаш веќе тоа што го имаш научено на факултет, како може да се аплицира и како може да функционира во реален живот. И самата критика на градот, колку да е позитивна и негативна, во двата случаи е позитивна критика, зашто така ти се градиш како личност и гледаш како можеш ти реално да го промениш градот, што е желбата на секој архитект кога ќе заврши студии. И на сите им кажувам овде, колку и да мислат дека се небитни тие вон студентски иницијативи и активности што би можеле студентите да небитни во смисол не им носат кредити или например во моментот не. Да, небитни во смисол губење време. Што многу луѓе, што е стварно мислам, не е губење време, него е одзимање на време што би можел да го посветиш, да кажеме, на повеќе да учиш на факултет. Да. Али касно го сватив ја тоа, можеби ќе ми беше многу помило да го сватам порано, дека подобро е да имаш малце послаба оценка на некој предмет со 5 работилници тој месец, отколку да имаш најака оценка по тој предмет. Зашто на крај кога ќе завршиш, кога ќе станеш архитект, знаењето е битно. Да. И тоа што си успел да научиш вон факултет, тоа те прави малку поразличен од тие што не го направиле тоа. И кога го имав ја моето прво интервју во Лондон, третина од интервјуто беше за искуството во Лондон што сум го имал, третина од интервјуто беше за факултет и активности и третина од интервјуто беше за прва архибригада. Зашто за нив тоа беше многу интересно дека има некој студент или млад архитект кој што во студентски денови се активирал за да го промени градот. Да. Значи тоа е нешто што те прави поп-ап надвор од целата, затоа што претпоставам за тоа место аплицирале многу други луѓе од цел свет, конкуренцијата е многу поголема. Кои се тие skills, вештини, кои што, значи soft skills што сега се модерни да се кажат, кои што ти ги научи низ патот на, не знам, на активизам, иницијативи и слично за промена на твојот град, кои што потоа во твојата работа како архитект на огромни проекти, затоа што во сите тие иницијативи има многу менеджмент, има многу комуникација со луѓе, PR, милион вештини кои што на факултет не ги учиме. Што ти вака извлече за да потоа се чувствуваш дека окей, јас сум спремен за овие проекти? Вака, мислам на факултет, ние кога работиме, генерално во Македонија, како што е концепиран факултетот, ние работиме на еден проект, сите работиме со иста проектна програма и доаѓаме до некое најдобро решение што може. Кога ќе излезеш надвор од факултетот, дали со студенти од странски факултети, дали кога ќе се соочиш со граѓаните кои што не се архитекти, одма доаѓаш до пристап до различно мислење. И тоа мислам дека е многу битно, бидејќи генерално на факултетот не дека немаат луѓето различно мислење, не учат за добра архитектура.
кога ќе излезеш надвор од факултетот гледаш дека има многу луѓе кои што не е дека не знаат што е добра архитектура, ама фали архитектонска едукација, што е многу нормално, зашто ние како архитекти дел од нашата работа не е само да проектираме, туку и да едуцираме. Посебно што архитектурата е професија која што се менува не толку брзо, ама треба да ги следи промените во општествениот, економскиот, во бизнис светот. И голем дел од архитектурата треба да предвиди што ќе се деси за 5 до 10 години од сега, бидејќи градење на еден објект оди поспоро, да кажеме, правење еден вебсайт кој што може многу побрзо да ги аплицира промените на општеството. И најмногу од тие soft skills што ги спомна е кога ќе се соочиш со друг став и кога ќе пробаш да го одбраниш твојот, и кога ќе видиш дека некогаш тој друг став и аплицира на твојот став да си го промениш, и поговорката дека што мислам дека постои само на македонски јазик за вкусови не се расправа. Мислам дека е многу грешна, бидејќи вкус се учи, се надградува и се менува во текот на животот. Така да и ние како архитекти од прва година до пета година го менуваме вкусот, кога ќе се соочиш со реалниот свет и што толку го менуваш и го адаптираш твојот вкус. Така да целиот тој контакт со луѓе, со учење како да си го одбраниш твојот став, со едукација како твојот став да го промениш и да го адаптираш на тоа што се бара. Бидејќи секогаш кажувам ја, ние не сме добри архитекти ако останеме на хартија. Најдобриот проект што ќе го нацртаме, ако не се изгради, ако остане на хартија, е полош од просечен објект што ќе се изгради и што ќе направи некоја промена. И колку и ние да сме критички настроени кон многу објекти и да не ни се свиѓа, квалитетот на еден град е да има слоеви, да има различност и да може да се одвои што е добро, што е лошо. И лоши проекти во еден град не учат како понатаму да не ги правиме истите. Да, значи учиме од некакви грешки. Сега би сакала да споменеш, значи што е тоа што Англија ти го дава како тебе како можност како архитект да се реализираш себе си, да ги искористиш максимум своите капацитети и наспрема тоа па што имаме ние, што немаат тие, кое што би требале не го гледаме, а го имаме како капацитет, а ти од надвор можеш како паралела да го направиш. Една од најбитните ствари што ја научив во Британија или во работа како Лондон, мислам покрај тоа што има супер архитектура, стварно има преголема конкуренција и мислам во самите архитектонски фирми, а и меѓу архитектонски фирми. Многу пати кога се работи на конкурс во Лондон, конкурсот го работат 3 групи во истата фирма и има внатрешен конкурс за да се види кој ќе биде најдобар проект што ќе оди надвор од фирмата. И една од најбитните ствари, архитектура, мислам, може да научиш добра архитектура било каде во светот. На крај на светот да отидеш во некоја мало студија кој што има тројца добри архитекти, ќе те научат на добра архитектура. Многу ми е мило и после неколку години сватив дека најбитната ствар што ја научив во Англија е дека архитектурата е сервис и дека голем дел од проектот отпаѓа на изведба, на одговарање на проектната програма и како клиентот да биде задоволен, ама и ние како архитекти да бидеме задоволни со тоа што сме го направиле. И многу проекти во Лондон споро се цртаат. Мислам, еве ја на парламентот работам веќе 2 години. Парламентот се црта околу 4,5, че нов парламент и минимум уште една година ќе се работи додека дојде да се изгради. Многу пати се менува, ама секоја промена носи подобар и подобар проект. Are we sure? Може би не сегде, ама времето, поголемо време потрошено на еден проект, ако повеќе време се црта проектот, а помалку се гради, секогаш е подобар проект. Ако потрошиме 2 месеци... Да, стигна до фаст фуд, онака, као... Да. Мислам, најдобар архитект за 2 недели нема да направи добар проект. И тоа уствари што го учиш како тоа што ќе го нацрташ, како да го адаптираш на проектната програма, како да го адаптираш на материјалите кои што ти се овозможени во моментот. На буџетот. Како да го адаптираш на буџетот, како адаптираш на техниките на градба кои што ги има во моментот. Тоа мислам го прави проектот, бидејќи на хартија проектот ќе го видат 10 луѓе, а во живо ќе го видат милиони. И никој нема да знае ако проектот ти бил многу подобар на хартија отколку тоа што е изведено. Да. И многу интересна ствар ми е исто кај што британците што се ненормално отворени на нови идеи. Многу ми беше мене интересно кога се вработив во
HMM, кога почнав да работам на парламентот, директорката ме викна еднаш на состанок и ми кажа дека ти си прв македонец што работиш на овој парламент. Дали мислиш дека има нешто во македонскиот парламент што можеме ние да го аплицираме на британскиот за да функционира добро? И мислам ја се изненадив скроз на тоа прашање, пошто на крај крајва не знае каде е Македонија, ама е отворена на нешто ново ако може нешто подобро да се направи во Британија. Мислам дека ние сме позатворени, дека сме потешки на промени, треба и дека многу одиме на посигурно, дури ако сигурното не е добро. Да, да. И во Скопје јас секогаш имам надеж за Скопје и се уште мислам дека може да стане многу подобар град, најмногу поради тоа што има многу слободен простор. Колку и да звучи, мислам, абстрактно дека е тоа, градот, мислам, не е препон со објекти, туку се многу делови од градот се многу хаотично изградени. Така да, ти мислам и во интериер, кога уредуваш, ако во една дневна соба имаш 10 парчиња мебел, ако се хаос направени, ќе изгледа гужва, ако ти 10 се убаво поставени, ќе изгледа празно. Така да имаме многу простор во градот каде што можеме да го пополниме со нови објекти, да го средиме да биде подобар. И сите тие вредности што се добри во градот да ги не ми доаѓа македонскиот збор, ама да им направиме емфасайз. Да ги истакнеме. Да ги истакнеме. Да. Тие вредности. Така да мислам дека треба повеќе да се фокусираме во Скопје на пополнување на градот и да видиме каде има простор за нови скверови, за нови паркови, за нови објекти, отколку да тоа што беше тренд во поново време, да менуваме пасади на постоечки објекти и цело време една урбана меморија да ја бришеме со ново. Твоја милено место во Скопје? Па моје е каде што сме сега музејна современа, најмногу терасата и надворешниот простор. И омилено место кое што веќе не постои ми беше просторот околу Македонска опера и балет. И многу ми е криво што тој простор никогаш не заживеа. Тие плоштади надвор, платформи што беа отворени за идејата, мислам, ја претпоставувам на тоа време било дека од едната страна имаме комерцијален центар ГТЦ, кој што има тераси, кафичи, кои што гледаат кон една отворена сцена и МНТ. И тој концепт, мислам, на градот и ГТЦ исто мора да го спомнам како еден од обилени објекти, најмногу што мислам дека може и единствен трговски центар во свет кој што има над 60% јавна површина. Апсолутно. И трговски кој што и кога ќе се затворат вратите во 8 сат на продавниците, функционира како објект и нема влез излез, туку е простор. Да, дефинитивно. Што би им препорачал вака за крај, еве сега има некој студент што го гледа ова видео, што е при крај со своите студии или е во средина, што би била вака најискрена порака? Тешко прашање. Најискрена порака е да го следат меле. Меѓу другото. Најискрена порака е да пробаат да видат како тоа што го учат на факултетот се аплицира на градот. Не само на Скопје, како тоа може да, мислам, целата критика и вкусот што го развиваат на факултет, да видат како тоа би функционирало во реален живот. На факултет, мислам, ние живееме, што е многу добро, тоа го кажам како многу позитивна работа, ама живееме во еден сон. Работиме без клиенти, без буџет, можеме да направиме што сакаме и кога ќе се соочиш со реалноста, сваќаш дека многу од тие ствари што ги работиме на факултет дали се неапликативни или не може да се најде клиент за тоа и не треба тоа да не потиштува, не треба тоа да биде како чекор назад, него тоа треба само да ни дава надеж дека веќе имаме 5 години од животот во кој што сме твореле тоа што ни е сон и дека сега треба тој сон да го адаптираме на реалност. Еден колега кај мене на работа секогаш кажуваше дека најголема грешка на архитектонскиот факултет е што не преквалифицира за реален живот. Дека во реалниот живот ние правим генерално 90% од објектите на кои што ќе работиме ќе бидат многу поедноставни и со многу построга или помал буџет од тоа што го работиме на факултет. И често мислам тоа архитектот му ја убива, да кажеме, мотивацијата. Ама не треба. Мислам, генерално во животот и ако се земе портфолиото на големите архитекти Ричард Роџерс и Норман Фостер и Заха Хадид,
2-3 објекти годишно искачаат кои што нивниот стил е целосно аплициран. Другите 50 објекти што се цртаат во тие фирми се поедноставни. И тоа уствари им дава поголема интересност на објектите кои што се повеќе во нивниот стил. Така да, мислам дека треба прво да одат на многу работилници студентите, да пробаат натворат факултетот да видат што се случува, а на факултетот исто многу битна ствар е што треба повеќе да зборуваат, повеќе да ги бранат своите проекти, да прават повеќе презентации, зашто тоа е една од главните ствари што ја имам приметено во странските студенти во Лондон, во кој што сум бил во контакт со колеги, дека на нивните факултети многу повеќе ги учат како проектот условно да го продадат на клиентот, отколку како технички тој да го нацртаат. И битни се и двете ствари. Битно е тоа што се учи кај нас на факултет и тоа во странство, но генерално во животот кога правиш проект за некој што не е архитект, многу е побитно како он ќе успееш да му покажеш на негово ниво да го спуштиш, да го објасниш, а пак да биде твоето. Тоа е the art of И многу е битно. Имав еден колега што секогаш кажуваше дека колку повеќе препреки имам на патот во проектирање, толку ќе направам подобар проект. Значи битно е да ги видиш кои се препреките кои што ти ги поставува клиентот и тоа треба да те мотивира во тие услови да направиш добар проект. Зашто и ние архитектите, ако немаме некои граници, можеме да откачиме. И повеќе од што треба. Okay, thank you very much. Фала на поканата. Вака сега, се надевам дека ќе те поканиме, сигурно сум дека ќе ни бидеш као тутор на нека работилница. Јас ти донесов некои поклони, значи ова како класична емисија. Вака ние направивме као една макар колекција која што е со македонските архитекти. Ова е Јанко Константинов, се надевам дека е доволен број за тебе. Супер. И со реченици, уствари нашата идеја да направиме поп од македонската архитектура. Со оваа колекција имаме чаша во која што може да си пиеш кафе со Борис Чипан. Оваа торба е со Славко Брезовски, значи сите нивни најпознати. И тука има едно шишенце, ќе ти ги дадам, а сите средства за сите што ги купуваат овие торби, мислам символични предмети, одат за реализација на нашиот проект Urban Snake, значи наша интервенција, практично собираме донации за реализација на тој проект. Фала ти многу, Сара, и фала на Милен за поканата. Да, ви благодарам што го гледавте ова видео и се гледаме во наредна епизода на Лекции по урбана култура. Чао!